21 мај 2025 година, среда, почитувани гледачи, добре дојдовте во Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него актуелности за одбележувањето и на денешниот ден. Деталите во продолжение. Во рамките на проектот за донација на 2000 водомери обезбедени од страна на Министерството за животна средина, а со општина Кавадарци како официјален нарачател, денеска започна теренската реализација на овој значаен проект. Монтажата на водомерите се спроведува согласно претходно изработена теренска анализа и стратегија, изготвена од јавното предпријатие Комуналец Кавадарци. Целта е прецизно и правилно поставување на уредите во регионите каде што е тоа неопходно. Изведувач на работите е компанијата Техноскоп од Скопје, која има долгогодишно искуство во оваа област и гарантира квалитетна реализација на проектот. Со оваа активност, општина Кавадарци прави значаен чекор кон управување на водоснабдетелниот систем и поефикасно управување со водните ресурси во интерес на граѓаните и заштита на животната средина. Председателот на Советот на општина Кавадарци, доктор Стојан Чорамов, на последната седница информираше за преговори за влез на инвеститор во ГФК Тиквеш. Ние како советници од страна на градоначалникот и менаџерскиот тим на ГФК Тиквеш 1930 добивме информација заедно со инвеститорот за плановите на кои се планира визијата за тоа каде го гледа инвеститорот ГФК Тиквеш во наредниот период. Во однос на собственичката структура бевме запознати, значи како и пред општината е собственост од 51%, бидејќи е доело остатокот од 49% е на приватни лица и се доеден заклучок од страна на градоначалникот до Советот на општина Кавадарци е одлука за давање согласност за продажба на акции на потенцијалниот инвеститор. Потенцијалниот инвеститор е од турско потекло со живеалиште во Германија, каде што нас како совет и како градоначалник заедно со адвокатскиот застапник на општина Кавадарци и со неговиот адвокатски застапник бевме информирани за тоа кои се неговите планови за ГФК Тиквеш 1930. Начално договорот е 5 плюс 5 години, со тоа што во првите 5 години задолжително неговиот влог да биде по 1 милион евра, од кои 20% на барање на нас како советници и со негово замисла да бидат за младински категории. Тоа околу 200.000 евра е за младински категории во Кавадарци, во ГФК Тиквеш. Начално е договорено за почеток да остане председател на клубот нашиот досегашен председател, тоа е господинот Миле Масларков, на барање на колегата Вуко Мелов, а ние сите го поддржавме тоа, името на клубот останува исто, односно не се менува, тоа е останува ГФК Тиквеш 1930. Имаме правен застапник на општината. Сега во наредниот период, тоа е точка на денешниот дневен ред за кој во измината недела требаше да се вика и редовна вонредна седница, меѓутоа заради блискиот временски тајминг со денешната редовна седница одлучивме денеска да биде точката, значи тоа е одлука за давање на согласност за продажба на акции. Со оваа одлука Советот на општина Кавадарци дава согласност за продажба на 2,0325% изразен во 26 акции по номинална вредност од 10 евра по една акција, со која општина Кавадарци ги има како акционерско друштво Градски фудбалски клуб Тиквеш 1930, запишени во централниот депозитар на хартија од вредност со акционен број и книга. Вкупниот број на акции кои се водат по акционерска книга во централниот депозит е 2530, од кои 1280 се на општина Кавадарци. Со тоа ние како Совет на општина Кавадарци го областуваме градоначалникот на општина Кавадарци преку полномошен адвокат Никола Тодоров од Скопје да спроведе продажба на овие 2% изразени 26 акции од општина Кавадарци, кои ги има во акционерското друштво Градски фудбалски клуб Тиквеш 1930 преку овластена брокерска куќа. Тоа што можем да ве запознаме тоа дека потенцијалниот инвеститор го прифачи долгот акумулирано од ГФК Тиквеш 1930, кој од бевме запознати околу 135.000 евра.
Најосновните трошоци на просечно 4-члено македонско семејство за еден месец се зголемиле за 1217 денари. Износот ја представува разликата помеѓу априлската од 62.691 денар и мајската минимална синдикална кошничка, која достигнува вредност од 63.908 денари. Толку чинат потребите на домаќинствата што имаат свој дом, додека со изнаемен стан од 60 квадрати сумата е 79.283 денари, покажуваат пресметките на Сојузот на синдикатите на Македонија. Затворениот базен кој се гради во Кавадарци ќе биде готов до есен, изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски. Тоа што беше наследено во состојба до никаде, полекано сигурно се задвижува. Имавме координативен состанок со министерот, во моментот се привршуваат и очекувам јуни-јули веќе 6 такви објекти да бидат завршени во Кисела Вода, во Карпош, во Ѓорче Петров, во Штип, во Битола и Кичево. И уште еден во Кавадарци, таму некаде на почетокот на есента да биде готов. Така што сето на кое што го наследивме како споменик во состојба до никаде, го задвижуваме и ќе го завршиме. Инвестираме во правење на нов современ инвитро центар. Целиот проект ќе биде изреализиран во современи здравствени стандарди и ќе покажеме дека може да се направи една модернизација и на јавниот здравствен сектор, изјави директорката на клиниката за гинекологија и акушерство. Со цел унапредување на здравствените услуги, како и подобрување на здравствената заштита на жените во нашата држава, најавуваме значајна инвестиција на клиниката за гинекологија и акушерство. Во таа инвестиција најавуваме реконструкција и реновирање на платото пред самата клиника, на чекалните, на амбулантата, на лабораториите и на специјалистичките кабинети, со цел да добијат пациентите побезбеден пристап до клиниката, како и поефикасна и поквалитетна диагностика и третман. Она што сакам да го известам дека на нашата клиника има огромна фреквенција. Најголемо родилиште со околу 4000 породувања, операции минимални до соложени гинеколошки кои што се околу 5000 и 73.000 специјалистички и субспецијалистички прегледи. Цела оваа фреквенција, како и неводењето на грижа за одржување, најавува потреба од една инвестиција од 29 милиони денари, со која што ќе биде изреализирана до крајот на оваа година. Втора работа со која што ние сакаме да и пружиме поквалитетна заштита на жената е да ја скратиме листата на чекање. Тоа го возможивме преку набавување на опрема за минимално инвазивна хирургија во вредност од 32 милиони денари, која што овозможува побрзо пациентката да ја спуштиме дома и на тој начин да се намали листата на чекање кај овие пациентки. И трета работа, која што сакам да ја обавестам јавноста, е инвестирање и правење на современ, модерен инвитро центар. Клиниката за гинекологија и акушерство секогаш ги воведувала најновите современи техники и диагностички и терапевски, па така уште во 2000 година првото инвитро е направено кај нас и првото бебе од инвитро е родено во 2000 година на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство. За жал, 4 години немаше инвитро направено на нашата клиника, меѓутоа од ноември 2024 година е почнато повторно се работи, со тоа што во програмата на владата на Република Македонија и Министерството на здравство се одобрени 27 милиони за осовремување на застарената опрема која што веќе 15 години не е обновена и почна да се прави инвитрото и се надевам дека по завршување на овој проект ќе имаме повторно, ќе може да ги следиме светските трендови, а тоа е исклучително важно за држава како нашата, каде што наталитетот за жал на сите не јасно дека е во опаѓање. Со реализација на овој проект, јас навистина мислам дека пациентите ќе добијат поквалитетна здравствена заштита, ќе се намалат листите на чекање и ќе бидат подостапни специјалистичките и субспецијалистичките прегледи. Од друга страна, представува една сериозна поддршка за здравствените работници, кои што ќе видиме дека може да работат во современи услови и во јавното здравство.
целиот проект ќе биде изреализиран според современи здравствени стандарди и ќе покажеме дека може да се направи една модернизација и на јавниот здравствен сектор. Нема да носиме никаков шверцерски закон во парламентот, изјави денеска премиерот Мицкоски во однос на договорот со Обединетото кралство. Ние нема никаков закон во парламент на шверцерски начин да носиме со злоупотреба на европско знаме, како што тие правеа. Нема да класифицираме документи. Напротив, ќе биде јасно на македонската јавност што ќе подпишеме, под кои услови, кои се цените по кои што ќе се гради, кои се компаниите кои што сето тоа ќе го градат. Немаме намера да скриеме нити милиметар информација која што им е потребна на граѓаните. Јас сега ги разбирам. Гледаат дека Македонија се гради, дека повторно се задвижува економијата. За жал, тие како политичка структура 7 години има можност да покажат перформанси, тие беа инфериорни на оние кои што играа фудбалчиња и баскет во кабинетите наместо да работат. И можам да ги разберам, не можам да ги оправдам. Прво, нити е мој карактер, нити па имам намера нешто да кријам од македонските граѓани, туку сум секогаш подготвен да излезам, да се соочам и апсолутно сето на кое што јас лично го работам и моите соработници е во интерес на македонските граѓани. Така што да сумирам, македонската јавност секи има на увид. Секој цент кој што ќе биде потрошен ќе го има на увид, нема да има европски знамења и нема да има класифицирани под строго доверливо документи. Да бидат спокојни. Владата да одговори дали ќе разговара за примање на мигранти, порача денеска од опозиционата СДСМ. Владата на ВМРО ДПМН потпиша договор за ново задолжување од 6 милиарди евра. А јавноста се уште нема добиена ниту една конкретна информација за содржината и обврските кои произлегуваат од овој договор. Нема одговори за тоа кои се условите, колкава е каматата, на колку години ќе се враќа овој кредит и колку тоа ќе ги чини граѓаните на самиот крај. Се што слушаме се паушални изјави без никакви детали. Дополнително се отвара уште еден аспект. Во краткото интервју за британската телевизија Sky News, кое беше објавено од медиумите, премиерот Мицковски избегна да одговори на конкретното прашање. А тоа е следново. Дали дел од стратешкото партнерство со Обединетото кралство вклучува и можност Македонија да прифаќа мигранти? Токму ова прашање го поставуваме пред неколку дена и владата молчи. Сега, кога веќе британските медиуми и политичари зборуваат за широката соработка во делот на миграцијата, молкот станува аларм. Затоа денес јавно пред граѓаните ја прашуваме владата. Дали сте подготвени во иднина да прифатите мигранти во Македонија во зона за сместување? Дали договорот, каков што остава простор, дека за ова може да се разговара во блиска иднина? Дали можете експлицитно и јасно да потврдите дека ниту сега, ниту во иднина Македонија нема да разговара за некаков политички ангажман? Македонските граѓани имаат право да знаат, ги заслужуваат бараните одговори. Заслужуваат транспарентност. СДСМ не води ефтина политика. СДСМ поставува вистински прашања. Прашања кои се од интерес за безбедноста, за достоинството и за иднината на нашата држава. Ако владата нема што да крие, нека одговори јасно и јавно и веднаш. Дали Филипче заедно со Заев имале акции во индиска авиокомпанија, праша на денешната пресконференција од владеачката ВМРО ДПМН. Продолжува молкот на Филипче во делот на одговор на нашите прашања за потеклото на златната виза и пресудата на модуларната болница. Филипче и СДС секојдневно се повеќе тонат во скандали кои се поврзуваат со криминал и корупција. Филипче не одговори за потеклото на златната виза, ниту одговори дали е задоволен од пресудата за модуларната болница. Филипче, наверојатно и на денешното поставено прашање, ќе продолжи да молчи
и да не одговара, но сепак јавноста заслужува одговори. Дали Филипче заедно со Заев поседувал акции во индиска авиокомпанија, а придобивките од истите ги вложиле во градење на висококатница во Дубај? Дали Филипче од овие акции кои ги поседувал, каде што се поставува и прашањето од каде му нему пари за купување на толку скапи акции, има добиено милионски суми во евра? Доколку Филипче продолжи да молчи, дали тоа значи дека се потврдуваат нашите тези? Филипче да престане да молчи и да излезе во јавноста и да даде одговори. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно и топло со сончеви периоди, ке дува слаб до умерен ветер од југозападен правец. Попладне ќе биде нестабилно со локален пороен дожд и грмежи, температура до 27 степени. Под влијание на нов влажен бран, во деновите од викендот ќе има врнежи од дожд, локално во форма на невреме, со пороен дожд на 30 литри на метар квадратен. Проследен со грмежи и засилен ветер. Дневната температура ќе биде во опаѓање во деновите од викендот. Ова беа темите и настаните со кои го одбележавме и овој ден. Веќе за утрешниот следете неповторно во редовните термини 20 и 22 и 30 часот.